Почитувани, денеска ќе го разоткриеме скандалот со самоволието на коалицијскиот партнер на Мицкоски Африм Гаши, но јасно ќе ја обзнаниме улогата на МВР во целиот овој скандал. Она што досега го знае јавноста е дека партнерот на Мицкоски Африм Гаши приватно со цела свита обезбедување бил на свадба во Косово со службено возило. Но ова е само мал дел од скандалот за кој денеска ќе ги изнесеме сите информации. Она што се крие од јавноста е уште поголем проблем за кој треба да одговара Тошковски. Станува збор за тешка злоупотреба на граничниот премин Блаце и пропуштање на приватни возила и лица без контрола кои патувале во поворка заедно со Гаши и сватовите. Според информациите кои од цвиркачи се доставени до СДСМ, границата со Косово била отворена за службените возила на Гаши, но и за други приватни возила кои исто така биле дел од поворката по невестата. Сите возила на Гаши, на неговото обезбедување и приватните возила биле пропуштени без контрола. Според информациите кои ги добивме, поворката пред да ја помине границата била паркирана на една бензинска станица во близина на границата. Потоа сите возила заедно, вклучително и приватните возила, поминале на лентата за камиони, односно товарен транспорт без да бидат застанати. Да биде скандалот уште поголем, во возилата каде што се возело обезбедувањето на Гаши, имало и дел од сватовите, односно приватни лица, што е законски недозволено. Ова значи дека границата со Блаце била целосно приватизирана за потребите на Гаши, и тоа со амин од МВР и одговорните службеници. Со ова е нарушена безбедноста на државата и проверката на патници која е задолжителна со закон. Ова, почитувани граѓани, е целосен башибузук и газење на законите, институциите и достоинството на државата. Државната граница се третира како партиска својина на ВЛЕН и ВМРО ДПМН. Срам за една држава. Прашуваме кој ја дал наредбата за ова? Дали лично Гаши или Тошковски? Кој од МВР бил одговорен да го организира ова своеволие? Бидејќи јасно е дека без команда да се пропуштат возилата, ова не можело да се случи. Дали контролата на границата кон Косово е целосно препуштена на партиските структури на ВЛЕН? Кој гарантира што се поминало низ границата во приватните возила? СДСМ бара сериозна истрага од јавното обвинителство и одговорност од сите инволвирани за овој скандал. Бараме Тошковски да си поднесе оставка или да биде разрешен во најбрза постапка. Бараме внатрешна контрола да утврди одговорност на сите кои ги пречекориле овластувањата во МВР, а јавното обвинителство да поднесе соодветни кривични пријави. Почитувани, сега стана јасно зошто ВМРО ДПМН вчера преку соопштенија го бранеше Гаши за овој скандал. Тоа е затоа што истиот не можел да се случи без поддршка од МВР и раководни структури во Министерството. ВМРО ДПМН и Тошковски се фасилитатори на ова каубојско однесување и треба да одговараат. Ви благодарам.